Почитувани и добар ден, стартуваме со црвена линија. Судството нема доверба од граѓаните. Судиите велат дека платите се ниски, премиерот дека не ги заслужуваат. Но проблемот не е во платите или пак во јавните критики. Дури со политички пораки или покачување на платите без вистински реформи, граѓаните ќе останат без вистинска правда. Ние денес во црвена линија ве прашуваме дали високите плати на судиите се оправдани во услови на ниска доверба. А кога сме кај прашањата, секако уште еднаш на самиот почеток ќе ве потсетам што поскоро да не заследите на Инстаграм, од проста причина што во текот на овој ден е објавена нашата анкета, во која што можете да учествувате секако со давање на вашиот одговор. Прашањето за денес на црвена линија на Инстаграм стори на профилот на црвена линија е: дали довербата во судството може да се врати со политички пораки? Како што гледате, имате две опции за одговор: да, не, кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор. Резултатите ќе бидат сумирани во проценти и соопштени конкретно во денешно издание. Значи, заследете го профилот на црвена линија, но и профилот на Телма телевизија на Инстаграм. Задолжително заследете не во овој момент, ако не следите и на Фејсбук, со оглед на тоа што на профилите на Телма телевизија и профилот на црвена линија е објавена темата за која што денес дискутираме со вас. Така да ќе може да имате активно учество преку коментари, односно преку вашите одговори. Во продолжение да го погледнеме прилогот на Елена Муковска. По робусните акции, премиерот Мицкоски најави серијал за работата на судиите и обвинителите. Повтори дека е против зголемување на платите за судиите и обвинителите, но причината биле мал дел, кои вели се генератори на корупцијата наместо да се борат против неа. Ќе почнеме еден цел серијал на случаи како суделе поедини суди и како обвинувале поедини обвинители. Јавноста нека суди дали тие заслужуваат па да кодошат таму по Брисел и каде одат, дека владата не им ги зголемува плати. Со овие суди и обвинители, ќе повторам, да не бидам погрешно сватен, неколкумина кои што се последниот бастион во одбрана на поранешната влада на СДСМ и ДУИ, правдата е невозможна. Затоа после локалните избори ќе ги најдеме сите правни механизми, без разлика какви да се критиките, мора да имаме обвинители кои што обвинуваат и судии кои што судат според законите. Според математиките на власта, со законите кои се договорени со Брисел, а владата и собранието ги потврдија кога ја гласаа реформската агенда. Во 2028 буџетот на судството и обвинителството ќе треба да биде $260 милиони, сума добиена како 1,3% од БДП, вели Мицкоски. Државата веќе си има обврзано дека тоа е буџетот не што го заслужуваат, туку што е неопходен за оптимално функционирање на судскиот систем, смета Дарко Аврамовски од коалицијата Сите за правично судење. Една од клучните законски измени за финансиската независност е да не се бара одобрение од Министерството за финансии, да се користат средства и да се вработува судска администрација, како што собранието има самостоен буџет, вели Аврамовски, кој ги коментира изјавите на премиерот, но и молкот од судиите и обвинителите. Премиерот и владата генерално треба да се воздржуваат од вакви изјави кои можат да бидат протолкувани како агресивен упад врз судството и независноста, со тоа што се демонстрираат лични перцепции дека тие не заслужуваат нешто што законски сме се обврзале дека треба да им го дадеме. Меѓутоа, она што исто така загрижува во целата ситуација, а што е констатирано и во ова истражување, е што не видовме некаков координиран и воедначен организиран одговор од страна на судската власт за да ги одбијат ваквите напади и ваквите обиди да се прикажат во многу лошо светло, кое очигледно политичарите со години наназад ги користат. Нашите судови и судии се свесни дека тоа е еден од главните проблеми кои влијае на намалување на нивната доверба и репутација во јавноста. Здруженијата на суди и обвинители, експертската јавност, но и во реформската агенда стои дека судскиот буџет во земјава е значително понизок во споредба со другите земји во регионот. Владата пак прави компаративна анализа да го убеди Брисел дека процентот за правосудството треба да биде понизок.
А ние продолжуваме со вас. Денес подсетуваме за оние кои што можеби подоцна се вклучивте. Главното прашање централно во црвена линија е дали според вас високите плати на судиите се оправдани во услови на ниска доварба. За учество во црвена линија, особено важи за оние кои што за прв пат ќе се вклучите во денешната дискусија и верувам дека ќе имаме такви не во мал број. Доволно е да се заврти нашиот број 023070005 и секако не заборавајте веднаш да го намалите тонот на телевизорот. Ова е нешто што постојано го повторуваме во неколку наврати, но подобро е да се повтори и да се каже со оглед на тоа што искуството покажува дека доколку не го сторите тоа, нема да имате впечаток дека сте вклучени во програма. 90 секунди кои што се предвидени за едно јавување ќе се потрошат во однос на проверката на квалитетот на тоа. Дали сте вклучени, дали добро се слушаме и така натаму. А кога сме веќе кај време траењето на едно јавување, ќе ве потсетам, нека не ве загрижува тоа што 90 секунди ви се чинат малку, бидејќи секој еден од вас е добредо да ни повеќе пати да се вклучи во црвена линија за нови 90 секунди. Ајде да видиме што ќе каже првиот гледач или можеби веќе гледачка, ќе видиме. Добар ден. Добар ден. Па еве, дали високите плати на судиите се оправдани во услови на ниска доверба според вас? Никако не се оправдани. Не ве слушам. Ние ве слушаме, продолжат. Никако не се оправдани затоа што за онкологија, да го земеме пример од сега, дали доктор кој што усмртил многу човеци е заслужен за условна казна? Не. Дали некои политичари треба да бидат одземени од одговорност? Не. Или оте он полицаец, па ќе он ќе каже како било, па така ќе го судиме. Судот не ги заслужува платите. Според вас, дали довербата во судството може да се врати со политички пораки? Со политички пораки никако, само со дело. Еве ќе ви кажам пример. Се имам Степано за човек, го оттепав човекот, судот ме ослободи мене, го осуди него. А јас го оттепав човекот. И сега, дали е судот заслужен за платата? Не е. Благодарам за учеството. Јас секако ќе потсетам, еве, додека сме на самиот почеток, ве молам, колку и да сте гневни, вознемирени, ве иритира темата за која што зборуваме, потрудете се секако да внимавате во изборот на зборовите. Се разбира кога мислиме да внимавате на употребата на зборовите, мислиме да се држите до нивото и културата. Тоа подразбира да се изостават секако вид на пцости, вулгарни зборови, навредливи зборови, без малку секако исклучете ги зборовите кои што алудираат на насилство и развиваат говор на омраза. Бидејќи во тој случај секако црвена линија ќе биде активирана и уште една многу важна напомена, ќе вклучуваме црвената линија иако се зборува надвор од темата. Така да, ајде да продолжиме. Добар ден. Добар ден. Повелете ве, слушаме. Благодарам. А една тема малку. Немаме доверба во судството и не може намигнувањето на Мичко со судиите да биде преквалификувано, како знаете, ние сега ќе се поправиме. Проба е нешто кочени, видите што стана, дека уште нема разврсница, ама нема ништо тоа во судството. И плюс тоа судиите се изгубени во судството. Дали знаеш што? Затоа што платите не им стигаат. И они се приморани да носат по две идентични. Едната е ослободителна, другата неослободителна одлука или решение, со тоа што кој ќе даде повеќе пари. Ние немаме систем на вредности. Овие суди треба од корен, значи има честни суди, јас се извинувам за нив во моје име. Него оние што се корумпираните имаат име и презиме и многу лесно може да се фати. Само треба едно да се отвори канцеларија општо во Македонија, во повеќите градови, кај што сите ние ќе ги приложиме нашите судски документи. Со тоа ќе се увиди, само немаат волја во ова или во ниедна досегашна власт.
Затоа што ќе им се откријат нивните лоши работи што се ги правиле во живот. А сите се срамот политичари, затоа што ниеден нема китка за мирисење. Се претежно се сите нарциси, само за себе, инаку не се за народот. Ти благодарам ти на убав ден ви посакувам и пријатно. Убав ден, секако не го менувајте каналот, останете со Црвена линија, благодарам за учеството. И малку ќе ме префрлам на Facebook, само да ве потсетам дека од почетокот од самиот старт на Црвена линија можете да учествувате во денешната дискусија и да дадете одговор на прашањето дали довербата во судството може да се врати со политички пораки и дали високите плати на судиите се оправдани во услови на ниска доверба. А и ве како изгледаме на Facebook. Значи Црвена линија редовно дали преку фотографија, анимација, ја објавува темата на профилот на Црвена линија, паралелно на профилот на Телма телевизија на Facebook. Пристигаат првите коментари, бидете активни и тука, но и кога зборуваме за коментарите, задолжително ве подсетувам да внимавате и таму на употребата на зборовите, избегнете пцости, вулгарности, навредливи зборови, говор на омраза и така натаму, за да можеме јавно да го прочитаме коментарот. Добар ден! Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Па, видите, што се не се до овие работи, чувството е нула. Испод нула е. Треба да се проверат на тие луѓе од кај се дипломите. Значи имаме туку државата универзитети. Таму луѓето завршуваат од 4-8 години и да биде нешто од нив. Денеска најмалиот проблем да вие имате диплома и да имате факултет. По било кој остав. Кој стакате факултет да го земете, само поставите пари у джеп и че имате факултет. Проста маса, извинувам за зборот, раководи со судот. Ја имам многу примери. Значи, тие, прво, у политиката кој има положено политичка наука, предмет, у политиката, не може нитко инженер машин таму по машински да биде премиер. Дали тој прво има положено? Тој исти. И икс многу други работи. Ако имате пари, имате, ништо не е реално во оваа држава. Не судот, па сетете се човекот во Венец за 10, 20, 30 чебапи колку одлежи затвор, колку беше осуден така, колку одлежал не знам. И сега имаме, денеска ве прочитав на Фейсбук, судија кој взимал мито осуден условно, докторката која отруила луѓе осудена условно. Значи, не треба ни опште да ги разговараме темите, тоа се знае. Значи имаме робови и робовладетели. Ние сме робовите, тие се робовладетелите. И тоа е. Не можеме да одиме ние напред. Никогаш, уште 100 години нема да одиме. Дали и ова, дали довербата во судството може да се врати? Не, никаква добра. Не. Со политички пораки, мислев. Благодарам за 90 секунди кои што ги искористивте за да споделите со гледачите на Црвена линија кои се вашите одговори. А прашањето кое пред малку го поставивме до гледачот, тоа е дали довербата во судството може да се врати со политички пораки. Можете да го одговорите со да, не, секако, доколку веднаш не заследите на Инстаграм и кликнете на Инстаграм стори. Земете активно учество во денешната анкета на Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Еве вака сега, во делот на судството и во делот на политиката, можем да кажем тоа е еден театар од антрополошка неизбежност по конзумирањето супа со вилушка. Мачето го брка гушецот. Прво, каде се видело и чуло премиер да го толкува работењето на судиите и на обвинителите? Нели си тие трета власт, како тоа иде? Тоа е едно. Второ, како може власта, третата власт да зависи од буџетот на државата? Каде се видело и чуло тоа? Тоа што значи? Јас тебе ќе ти дам пари, ќе играш ти по моите ноти, ако не, нема. Како што се однесува премиерот, нели? Кој носи одлуки и изиграва паметњаковиќ. Изиграва дека е Господ. А уствари, адвокат на ѓаволот, пријатен ден.
Благодарам покуси од предвиденото и секако уште еднаш ке подсетам, благодарам за учеството. Останете и продолжете да не гледате. А ви останете, продолжете и понатаму доколку не успеете да се вклучите во црвена линија, да бидете активни на Facebook. Ве подсетувам, пишувате коментари, наскоро ќе почнеме со читање и на тие одговори. Добар ден. Добар ден, драга Тинче. Ве слушаме, во црвена линија сте. Јас не знам, првенче, како Бовет би дала со говорот на Дарко Аврамовски. Зошто постоја таа институција сите за правично судење? Кога ги брани Дарко Аврамовски, не смееш, не можеш до него да допреш, не смееш ни да се пожалиш, не ти ни одговара. И зошто постоја само плата да зима? А еве пујте на телевизорот ги брана. А високите плати не се оправдани. Тие не треба да земат плата, привидејќи до вербата, не да работат без пари. Замо постои најголемо мито и корупција. Нема ни Д, ни С од слобода. Немаш никаква слобода во судот, како во некој притвор да водиш како водиш на судење. Привидејќи до вербата, не е 2%, туку негативна нула. Се здружуваат 20 адвокати и судиите и не те ни викаат на суд. Без твое знаење ти донесуваат пресуда. Првен ти донесуваат пресуда, а после покар, како што беше нашиот случај. После свадба тапани. И судиите и јавните обвинители се заштитени како бели мечки. Тој кој што дава, тој добива. Правиот е крив, а кривиот е прав. Никој не може да ги потера, а не верувам дека ќе се најде таков јунак кој ќе ги раскрсе. Што сакаат, тоа работат. Благодарам за учеството. Ве подсетувам, внимавајте на време траењето на излагањето. 90 секунди се предвидени за едно. Од тие причини, нели време траењето, тајмерот се објавува на екраните за да имате увид и да го координирате вашето излагање. Благодарам за гледачката. Секако сте добре дојдени и повторно да се вклучите во црвена линија. Ајде да почнеме и со оние кои што пишуваат на Facebook, дали довербата во судството може да се врати со политички пораки. Ќе почнеме со она што го напише Славчо Јованов. А дали претениците ги заслужуваат високите плати во услови на ниска доверба? Ние секако во црвена линија подсетуваме, прашуваме денес дали високите плати на судиите се оправдани во услови на ниска доверба. Според вас, добар ден. Добар ден. Ве слушаме, црвена линија. Благодарам. Сакам да прашам нешто само ти. Сега вака кога наговестувате дека треба пристојно до... Значи, ако премиерот и овие другиве, ако они се непристојни и неугледни, а ние треба да земеме од нив пример, како тогаш ние да бидеме примерни за нив и толку сладко речиви, то не ли е малку лицемерие, по мое? Сакате да кажете во рамки на црвена линија дали да се држиме до пристојност? Па не мора во црвена линија. Значи, они излегуваат јавно народот, го прават овци, не знам што, вака, така, онака, и ние си кјутиме, и ние после да ги величиме во облаци, да речеме, леле, што во зборат овие тоа. Значи, треба ние малку да бидеме чукнати у глава, а не они. Значи, они од повисока позиција треба нам да ни даваат углед. Значи, ние пример од нив треба да земеме. Ако тие се понашаат арогантно, зашто па ние да не ги врегиме? Зашто? Значи, може би некој од таа навер да ги извлече полука и ќе си рече, чекаме, зашто ви плукат по мене? Отвори, еве, на било кој пост од на Facebook од ВМРО да видиш, 90%, значи, народот е незадоволен. Ајде да ве слушнам и за ова. Дали смитате дека довербата во судството може да се врати со политички пораки? Може, ако го одврзат ке се во овие од власта и тогаш они ќе се поправат. Се по мерка, како сакат, таква одлуки ќе им донесат. Без проблем. Само нека го одрешат кесото да ги направат европски плати и малку појки. Они не оти па нема да си донесат дневни одлуки за пари, туку ќе бидат многу добри за власт. Значи секоја власт сака да има добро судство. Тоа што нивните порачки по телефон, значи да се извршуваат. Но не може тоа да биде така. Ние немаме контрола во тоа. Без никој од судот. Така да лоши примери се тие што ги дават. Добро, благодарам многу за споделеното.
А јас и понатаму ќе ве посетам. Секако нивото на црвена линија, колку и да сме нели повредени, бесни, гневни, нема да дозволиме да биде спуштено со употреба секако на вулгарни, навредливи зборови и говор на омраз. Тоа секако е недопустливо. А ние продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Повелете. Прво вака. Прво нека ги трнат рацете тие што се на функција, на големите, на Митковски, на сите, да само волно нека си прават во судот, а не нека ги мешаат баби жаби тамо. Толку имам да кажам и пријатно. Добро, исклучително куси во однос на она што е предвидено како 90 секунди, но секако тоа е ваш избор и ваш одговор. Хајде да слушаме останатите гледачи каков одговор ќе дадете денес во црвена линија на прашањето Еве дали високите плати на судиите според вас се оправдани во услови на ниска доверба. Добар ден. Добар ден, ако сум јас на линија. И тоа на црвена линија. Повелете. Благодарам да сте живи и здрави. Поздрав. Благодарам. Вака се. Прво ја ќе кажам што кажам лоша пијаде на времето. Секое работно место, ако не може да се нормира, не треба да постои. Така и нашите судии треба да бидат нормирани за нивната работа. Секој еден судија, значи да се направи ревизија на неговото судење, значи ако правилно пресудил, да биде награден. Ако не пресудил правилно, значи да сноси санкции одговорност. Второ, ако судијата од неговиот предмет од незадоволство странката отиде во Страсбург, не државата да го плати тоа што тој погрешил, значи него да сноси дел од одговорноста и самиот судија. Ако така го направиме сето тоа, тоаш ние ќе имаме вистински суди и тоа ќе размисли тој судија дали ќе носи правилна пресуда или не. Но ќе кажам, нивните лични доходи се највисоки во државата и дури ја би рекол да им ги намалат, затоа што тие час и чест на многу малку од нив кои што се поштени работат совесно, тие сами си земат на друг начин, они си знаат како го надополнуваат. Нека се направи ревизија каков имот поседуваат судиите, јавните обвинители, адвокатите и ќе видите колку се квалитетни и дали ја заслужуваат таа плата, дали треба да бидат на тоа место, затоа што собствениот народ значи го уништуваат. А не нешто друго. И затоа мислам. Благодарам за учеството во црвена линија. Ве префрлам на профилот на Телма телевизија. Како што ви укажав и на почетокот, црвена линија темите паралелно ги објавува на двата зида, како и на нашиот профил на Facebook, така и на профилот на Телма телевизија. Па еве го и коментарот на Туркан и Биши. Ова судство е од памтивек. Се укорениле фамилиарно, се гнездиле, се укотиле со фамилиите нивни 2-3 генерации. Дедо, баба, тетки, чичковци и нивни роднини. Фамилиарно поврзани едни со други ко црева во стомакот. Дали високите плативе според вас на судиите се оправдани во услови на ниска доверба? Сметате ли дека довербата во судството може да се врати со политички пораки? Добар ден. Ало, добар ден. Да ве слушнеме. Па се е оправдано во ситуација кога народот е мирен. Дали ме разбирате? Дали е оправдано? Нормална работа дека не е оправдано, меѓутоа докажете го тоа. Знаете, политички пораки, па некој што им дозволи на судиите да го прават тоа, што го прават тоа се политичарите. Затоа што носат шкатливи закони кои судиите вешто ги толкуваат и си ги прават у своја корист. Во законот има одредба со која вие, ако имате предмет помал од 1 милион денара, немате право да одите на ревизија на Врховен суд. А ако се жалите до Уставен суд дека ви се ускратени уставните права за едно правично судење, Уставниот суд ќе ви каже кој губи има право да се лути. Таков е одговорот на член на Уставниот суд. Тогаш каде да барате правдата, сакам да ве прашам. Ајде да го прашате господинот кој сега ги плука обвинителите, дали има кажано дека прави се што може законот за јавно обвинителство да не помине во собрание. Тоа е онај фамозни предмети на СЈО да ги преземе редовното јавно обвинителство. Тогаш што ги плука јавните обвинители кога шуруваше со нив? Да го прашаме. Знаете, има
4-та година чекам општо правно мислење од Врховен суд, дали судиката може 8 години да не исправи техничка грешка, а таа вазда ве кошта 6.000 евра. Ама знаете што се плашам сега? Што судиката против која се жалам е сега Врховен судија граѓански одел. Благодарам за учеството во Црвена линија. Одиме повторно на Facebook, ве подсетувам, пишувајте коментари. Продолжува нивното читање, бидејќи тоа се одговори на денешното прашање. Дали довербата во судството може да се врати со политички пораки? Марко Поло го напиша следното. Не може, но да направам компарација. Тоа ти е како мравката да му принесе на слонот дека треба да се плаши од неа. Судот од почетокот на нивниот историјат се борат за нивните судски права. Народот само има алиби за нивната бесна пракса на самонаплата. Ниту еден судија не сака да суди против колеги. А дали високите плати на судиите се оправдани во услови на ниска доверба? И понатаму Црвена линија ова ве прашува. Добар ден. Добар ден, Тике. Поздрав до вас, повелете. Ова мала е 86.000, ако израчунам ја вака неге доаѓа околу 1.500 евра, така? Треба да земат најмалу 3-4.000. Ајде, добре, обратно. Колку му е на работникот во железара, на градежништво, на текстилна, колку му е платил 24.000? Да преведем во евра? Колку е тоа? 400 евра. И се замислите кој ќе чупнете на ова еврата кај судиите, уште од врата ти бараат пари. Пополнете тоа, влезете тамо, влезете вамо и ќе ве шетат така. А знаеш зошто? Зашто судиите и адвокатите и нотарите го забравија Уставниот суд и законите на Република Македонија. Тераат по свое. И уште малку ќе ги остави, ја верувам, Мицковски и Тошковски, уште малку ќе ги освои, зашто се наближува, може 50.000 луѓе да им донесеме и утре не работат. Нема да влезат на своите работни места. Јас им гарантирам, тоа ако не дозволят, ако продолжат вака, 50.000 и каде? На работа. Нема работа. Нови луѓе ќе седнат тамо и чао ѓаци. И благодарам многу. Ние ви велиме благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија. И понатаму продолжуваме, ве прашуваме дали високите плати на судиите се оправдани во услови на ниска доверба. Добар ден. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. За судството, па зашто не коментира 78% кој ги покачија платите во Уставниот суд? Како вика, судска одлука не коментираме. Зашто се коментираат? Нека им покачат уште 78% и готово. Пратениците се исти како судите, владата е иста како судите, нема нешто пасовно. Тоа се исти мафија. Поздрав. Добро, благодарам. Покусо од предвиденото, а тоа е 90 секунди, но нема да изоставам да ви се заблагодарам. Продолжуваме понатаму, еве што напиша на Facebook на прашањето дали довербата во судството може да се врати со политички пораки. Љубен Ристевски. Рейтингот на судството од 2% е пораснат на 2,2%. Значи треба покачување на платите на судството за 0,02%. И допишал на прашањето Далкус одговор дали довербата во судството може да се врати со политички пораки. Љубен Ристевски напишал не. А што мислите вие? Еве, кои се вашите одговори? Добар ден. Добар ден, убав ден ако сум јас. Секако вие сте, повелете, ве слушаме. Па сега човекот кај да почне со судството. Значи судството се финансира од Министерството за финансии. Значи буџетари, судиите се буџетари, судството е под буџет, они ништо не произведуваат. И како ќе им дадат, така и треба и да биде. Значи СЈО беше неуставно обвинителство. Никој ништо не каже. СЈО си зимала по 100, 200, 400, не знам таму колку илјади евра, каде се парите? Сите тие пари нека се вратат и ќе дојдат во судството. Холандската амбасада им даде пари во судството даде.
и холандскиот амбасадор тогаш прашуваше што кажете парите, што е направено и како е направено. Значи на судиите вие кога им дадете пари, кај нив се паќаат паражи се со пропаѓаат. А администрацијата во судството е за негдека. Значи администрацијата е слуги на судиите. Значи администрацијата треба да добие зголемување на платите. Така да, ние имаме неуставност. Ова што беше Уставниот суд, што донесува тогаш одлука, не знам сега за подарок ли зашто беше, после некоја година ја укина. Како може Уставен суд такво нешто да се игра ако е неуставно? Значи еднашка носи одлука во корист, после ја укинува. Кој е тој Уставен суд? И каква ние држава имаме? Значи ние сме зависна држава, не сме независна. Ако речат горе од амбасада некоја, вака ќе направите така. А јас ќе подсетам, тајмерот е предвиден да одброи 90 секунди. Благодарам и вам за одговорите и учеството во Црвена линија. Ве подсетувам активна Инстаграм анкетата во текот на целиот ден. Ако не сте меѓу оние кои што не следат на Инстаграм, време е да бидете. И се додека траеме, секако дајте го одговорот на ова прашање, а тоа е дали довербата во судството може да се врати со политички пораки. Постојат две опции за одговор, да не кликате на одговорот кој е ваш и се разбира конкретно во издание, во проценти ќе ги соопштиме и резултатите од анкетата на Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тино, вас поздравя. Така, само субаво да се враќа. Повелете, еве, кој е вашиот одговор? Не може да добијам да сега. Ама еве, успеавте. Телефонот не ми работа како што треба. Па според вас, еве, кој е одговорот? Да. Одговорот, знаеш што е? Јас требаше да уча за судија, а не да бидам глумец, поет и тие работи и учител. Тие земат пари без работа, со мамени со градени. Така земат пари тие. Адвокатите најпоќе пари си земат. Со мамени со градени. Според вас, еве, дали довербата во судството може да се врати со политички пораки? Може да се врати, ако имат во државата слога и да имат овие владателите на држава култура, да ги проверуваат тие судии. Што па е, дали мамет или краде. Така може да се врати тоа. А не со вака што правят тие. Еден што е невин, тој го осудат, а виновниот не. Така е во судството. А овие што се на власт, треба да го вратат судството како што треба, за да имат правда во судењето, а не неправда. Јас сум во суд, кога ме удри, ти кажав, ја бев несвестен и сега почна да зборувам. Господ ми даде здравие. И сега може да ми поезија да пишувам и да... Благодарам за учеството, за тоа што редовно и учествувате, не следите. Секако ви посакуваме да останете во добро здравје. Останатите секако неизбежно да ве подсетам за се она што сакате да се информирате брзо, навремено и секако квалитетно, па така и за темава за која што дискутираме денес во Црвена линија. Пред се кликајте постојано на telma.com.mk. А во однос на она што зборуваме денес со вас, задржете го вниманието на следниот наслов. Мицковски најави правни механизми за корумпирани суди и обвинители по локалните избори. Црвена линија денес ме прашува дали високите плати на судиите се оправдани во услови на ниска доверба и дали довербата во судството според вас може да се врати со политички пораки. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Ве слушаме. Благодарам. Па со вака Мицковски кој што реагира, никад нема да го врати судството. Види, Тина, јас што мислам. Например, у здрави, развиени држави, например, кој што е Словенија, иста територија, и народот, у Словенија, главен збор има обвинителите, судиите, не председателот и премиерот. Кај нас премиерот има главен збор за сите работи, за сите. Ја не знам овие обвинители, суди, што не му се побунат. Например, да го прашаат од каде ти е унгарскиот кредит?
До каде е унгарскиот кредит? На кој е поделен? На што е поделен? Јас не знам, Македонија во многу крив правец се движи, во обратен правец. Место овојте да им прети на судиите, им прети поготоа и на обвинителите, обратно треба да биде. Они него треба да му предат. Да му предат. Види сега, ова јас што го зборам, невладината, сите за правично судство, исто го осудуваат, најака невладина ни е таа, така? Сите за правично. Они го осудуваат за ова што го збори Мицкоски. И он имал целосна доверба, никаква грешка немал. Еден куп грешки има. Еден куп грешки има. Треба обвинителите контра. Благодарам за учеството во Црвена линија. Времето наложува да ги погледнеме рекламите. Додека траат рекламите, трае се уште и анкетата. Следете на Инстаграм и ето одговорете пред да ги соопштиме резултатите. Почитувани да погледнеме како одговорија на денешната анкета на Црвена линија оние кои што не следат на Инстаграм. На прашањето дали довербата во судството може да се врати со политички пореки, со да одговорија 18%, со не 82%. Тука останува секако да ви се заблагодарам и за ова денешно издание на Црвена линија. Секако утре повторно нов предизвик, нова тема која што ве засега токму вас граѓаните. Што се однесува до она што следува, топло препорачувам да останете и да го погледнете новото издание на Да си кажеме со Горан Петревски, кој што ќе разговара со Александар Тасевски од НАВ, кој што е национален провайдер за услуги на воздушна навигација на Северна Македонија.